хотели, ресторани, казина, скапи коли. Еве како изгледаше снимањето на спотот на Старбој во Охрид. Уживајте. Овде Јован од иднината. Ке пробам да ви довлежам како изгледа едно снимање на спот за песна. Поради тоа што бевме цело време во хаос, не стигнав да снимам, па за да потполнам ова видео ќе направиме на ретроспектива и ќе ви раскажам како изгледаше сето тоа. Започнавме со бирање аутфити, се најдовме со Старбој, ставивме гориво. What's up, man? What's up, man? Yo. И отидовме да испереме колата што треба да биде во спотот. Само додај газ, мотоспорт, автопат, R6, R-Kets, Mercedes, BMW, X6. Нов ден, топ 10, мотоспорт е нов тренд. Од Велес па до Сантроп. Нормално дека не можеше да помине без еден тест драйв на колата. Suavemente, bésame. Sors de la baisse, je mets plus les mains en l'air. Па све е потврдено. Утре ќе стасаме од Сабајле ние таму, одиме у хотелот да оставиме стварите, така да све има некенката исто. 5 од 5. И глумецот. Да, и глумецот го заборив. Да, тука е дечкото со мене што треба да глуми. Старбој ти е феномен за сите млади и луди, за сите брзи и бесни. Во секој клуб нека рокат сега нашите песни. Само додај газ, мотоспорт, автопат, R6, R-Kets, Mercedes, BMW, X6. Старбој на YouTube, ова е популарен. Starboy Eurovizija. Тоа е тоа, брату. Старбој. Да, Веспата само договорија. Знаеш, не ми е битно да е некаква марка. Директор цела вечер на него да е само цела вечер на телефон зборува. да е не. Бевме на журкица. Бевме да јадеме и го посетивме братот Виза. Поздрав до него, испадна брат и ни дозволи да преспиеме кај него. Станавме рано и одма тргнавме за Охрид. Не сме се трипали, осмица пише брат. Да, осмица на пети спрат. Ние сме на пети, ова осмица, се ни нулата не ја прифаќа, дај. Здраво дечки, јас сум Старбој и денес ходиме на снимање спот. Имаме спиено само 3 сати и ќе биде многу забавно денес. Генг. Драматично ќе биде завршницата. И че не се позна кога сме спиени 3 сати. Да. Најдов тука некој дете. Кај сте бе? Како ги викаш? Фан бил сакал. Јотови? Фан бил сакал да биде во поздрав ги луѓето. Поздрав, мене ми е многу срам од камера. Извини, ти суга си. Многу ми е срам од камера, се срам Да, од не е некој дека да че да видиме. Отвори брат. Сврти го, сврти. Отвори, Не, брат. сврти со друга. Нашиот Ајде. гепек. Срам ми од камера рече. Опрема. Срам ми од камера што све нема, брат. Срам ми од камера рече. Дојди од овде. DJI 8 Pro, нешто ова се некој микрофон, нешто кој знае што е. Што е ова бе, звучници да ти ја. Брате, светло. Гитара, дим машина, што не, брат. Дим машина да ти ја. Да, бе, брат. Срам ми од камера, затоа сум позади. Затоа не снимам. Ај час, влегој таму. Сега види уште нешто. Ме натера на стража да застанем, као наводно да јадат, уствари да не грее БМВ-то да олади. Се гледаме брат. Ајде. Не можеш рум-тур, само да ви ја представам екипата. Чекам да се врати се на тоа. Со 0,5 те снимам. Топ си Здраво луѓе, дојавме сега во Охрид, влеговме во хотелот. Ни ја дадов собата хотелот, прво сакам да им се заблагодарам, респект за нив, многу добар хотел. Влегуваме вака тука е една рецензија на соба да ви направиме. Имам тука едно огледало за флексање е погодено. Голем сум, не мора да ме снимаш и имаме право можеш да снимиш тоалетот. Тоалет кој тоалет, ништо спец. Сега ќе го пробаме дали е добар. Влегуваме тука, главниот дел од собата, погледот, можеш да снимиш. После ќе се снимаме ние на улица, пошто знаеш. Се прават тука најаките планови, најаките сценарија како ќе се одвива спотот, што ќе се случи и има тука џакузи, нешто некои јаки сцени. Ме снима професионален камераман што ќе снима спотот. Тоа чест ја имам сега и кој знае кога друг пат. Да ставиме на чарчиња, бидеме поозбилни, таа паста и тоа ќе се гледаме. Кој ќе ме платиш? Ќе име. Еве седиме тука на кеј, опремата е спремна, камерата е спремна. Тука буквално се е спремно од нивот да осмислат некоја сцена и да видиме што како ќе се одвија. Тука имаме 2 или 3 сцени за снимање, после имаме на друга локација. Почна снимањето и го заборави влогот, па затоа немам нешто многу снимено. Камера оди, акција. Ајде уште еднаш. Не, ти треба интонација. Каква интонација? Ајде, цепај право, ја те снимам.
Ќе ме бидеш ли дека Оп, полека. Абе, вака се сигурни? Не. Ќе ме бидеш ли за гитарист? Нема. Хајде, брато. Хајде, бе, пеј. Свири, може ке заработиме некој ден. Сакаш рок-н-рол Ај, тука имаш аутотюн, брат, това е у ехо. Ајде. La bella vita. Значи видовте како изгледаше целиот процес behind the scenes, односно позади камерите. Тоа е се што успеав да снимам затоа што бевме фокусирани на спотот и на главното снимање. А сега да видиме како испадна финалниот производ, односно како испадна самиот спот. Искрено го имаме еднаш гледано спотов, нема ми биде ова прва искрена реакција, но да видиме како испадна целиот спот. Океј. Започна целата приказка со Старво и неговиот продуцент. Тенка е линијата од пеколот до рајот. Ако не е добро, знај дека тогаш не е крајот. Си реков, ја морам да се борам и да творам. Значи почнува спотот со Старбо и неговиот продуцент како слушаат на слушалки песна. Таа песна е следната песна што треба да испадне, ова е како тизер мал. Така да ајде да слушнеме оваа песна сега што снимавме спот. Евровизија, бебо. Ајде почињеме да видиме како испадна целиот спот на крајот. Моја медена, Значи зашто си Старбој неверна? пробува да ја смува. Ајде пукај ми во срце, само не ме оставај. Току е згодна ко од писта модна, малата е бомба, бомба. Значи песна напамет ја научив колку пати ја преслушавме за време на снимањето, значи 1000 пати се повторуваат сцени, се повторуваат кадри. Знам ја од прилика како изгледа се, пошто нели бев на снимањето и знам од прилика што да очекувам, ама целиот спот е малку поинаков. И све ризик како во казино, дали ме сака или ми го вози филмот. Мека кожа мириса на манго. Искрено има добра замисла и добра приказна во спотот. Гледајте во спотот и ќе сватите што уствари се зборува во спотот. Сипа вино крши ритам игра танго. Значи нема да оценувам, само ќе дадам некое моje мислење како испаднало како финален производ, цел пакет вака склопено, така да одиме дале. Ангелско лице, поглед убица, она ме убива лагано. Моја медена, зашто си не Ќе ви кажам кој дел мене највеќе ми се свиѓа од песната. Ајде пукани во срце, само не ме оставај. Моја медена, зашто си. Иначе тука, значи оваа сцена ни беше снимана 1000 пати, цело време луѓе минаа, цело време коли минаа, буквално едва и успеавме да се организираме, да имаше доле екипа што блокира улица, горе екипа што блокира улица и пак се случуваше некако да минат луѓе, да има минувачи. Неверна, ајде пукај ми во срце, само не. Го видовте преходниот дел од влогот со гитарата што се фркавме низ Охрид. Значи тука Старбој пробува како да ја освои со веспата, со гитарата, со на разни начини пробува да освои, ќе видиме како ќе се одвива приказката дале. Не оставај, крем, 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 дела крем, малата е феномен. Ево бацкои. Кратка сукња деколте. Крем, дела крем, малата е феномен. Долга нога, црвен кармин, тементен. Значи седиме на вечера и мене ми звони Сара. Како сум смеел да не ја пишам Миле механичар. Годна ко од писта модна, малата е бомба. Гледаме тука дека Бацкови е патен во вагата. Све ризик како во казино, дали ме сака или ми го вози филмот. Мека кожа. Океј. Значи ме фатија на дело, ме фатија како ми звони љубовницата и малце тука испана некоја фрка, некој проблем. Мириса на манго, сипа вино крши ритам играта. Ево, Старбој тука прави коктелчиња, бато, прави палачинки и превртува. Ангелско лице, поглед убица, она ме убива лагано. Моја медена, зашто си неверна? Ајде пукај ми во срце, само не ме оставај. Моја медена. Ево, Бацко и пак. Значи има кечи рефрен, добар е рефренот, ама ќе кажам кој дел мене највеќе ми се свиѓа, тој еден дел со рапшо е. Тој дел мене највеќе ми се свиѓа, кај што рапува Старбој, не кај што пее. Мислам и тоа е добро, ама сепак мој избор е тоа кај што рапува. Искрено вака за спотот ми се свиѓа спотот, ама мислам дека можеле малце повеќе да додадат на транзиции и на колор корекција. Мислам дека нема нешто кој знае колку одработено колор корекцијата, но може има, ја да не познавам, не знам. Зашто си неверна? Ајде пукај ми во срце, само не ме оставај. Тоа е тоа, бато, дженталменски се знае. Крем, дела крем, малата е феномен. Плава коса, кратка сукња, деколте. Крем,
дела кремалата е феномен. Значи оваа сцена која снимавме, буквално гледаме од нината, гледаме од далечините таму негде не снимаат, буквално без музика, без ништо, само така ќутиме и чекаме ја камерманов само да каже кат да завршиме. Стоиш пред тебе има 3000 луѓе и треба да глумиш сега нешто дека си замислил, вака малце чудно искрено. Долга нога, црвен кармин, тементен. Моја медена, зашто си неверна? Ајде пукај ми во срце. Тука е расплетот веќе, кој што гледате, оно мене ме фати дека јас имам некоја настрана, дека ми звони љубовницата, беше разочарана, се потсети на сите моменти убави со мене, но е на крај превладува љубовта. Гледате дека парите не се битни, дека љубовта е најбитна. На крај завршува на Веспа со Старбој, иако он пробуваше претходно да освои со Веспата, со гитарата, со некои работи, иако тој работи во палачинкара, прави коктели и на крај сепак успеа да освои девојката и ми ја зема Медена. Ајде пукај ми во срце, само не ме оставај. Чекај да најдеме делот што мене најќе ми се свиѓа. модна. Ова е делот што мене најќе ми Толку се е свиѓа. згодна, код писта модна. Малата е бомба, бомба. И све ризика како во казино. Дали ме сака или ми го вози филмот. Буквално овој дел мене најќе ми се свиѓа од песната. Пишете вие кој дел најќе ви се свиѓа од песната и одете доле првиот линк во опис на видеото, слушате ја песната, ставите лайк на песната, ставите лайк на видео. Тоа е тоа за овој видео, се надам дека ви се допадна, ако ви се допадна, како што кажав, ставите лайк, ставите subscribe, пишете доле коментари што да снимаме следно, затоа што лето спремни сме да изгазиме, се спрема брутален контент. За тие што немате видео, но имаше едно фајтинг видео, следната недела иде друго фајтинг видео. Заследете ме на Инстаграм Стевановски, исто така и на TikTok, таму ќе има исто лајвови, ќе има видеа, ќе има значи хаос, худница, не зборувам премногу унапред. Заследете и видете сами. Тоа е тоа од мене, се гледаме. Чао.